Почитувани, Македонија му порача на Зоран Заев дека им е прекуглава од криминалот, корупцијата, расипништвото како систем на владење. По овие председателски избори во Македонија има нова реалност која покажува дека во преку 40 општини и покрај сите притисоци граѓаните се за опцијата право и правда и проекти, односно за опција која нуди проекти и развој. Затоа СДСМ беше и се уште е во паника и во таа паника при овие избори ги злоупотреби сите правни и институционални, но и вонинституционални средства за да го намалат поразот кој што ги снајде. Почитувани, СДСМ на овие избори ги повторува сите нерегуларности кои се јавуваат кога СДСМ организира избори, недостасуваат ливчиња, се јавуваат повеќе ливчиња, односно полнети кутии, случаи на гласање за повеќе лица, недозволено агитирање, дури и меѓународните наблюдувачи регистрираа подкуп на изборниот ден. Ова не се демократски избори, туку ефикасно спроведен изборен инженеринг. Почитувани, ВМРО ДПМН поднесе 12 приговори до Државната изборна комисија, во кои повторно се констатирани нерегуларности, исти како и во првиот круг. Ке наредам неколку од нив. Тоа се несовпаѓање на број на потпишани гласачи со број на ливчиња. Таков случај има на избирачкото место 1789 во Ново село. Ист таков случај има во избирачкото место 1001 во Куманово. Потоа, во Студеничани на изборното место 2350 кроз 1, бројот на неупотребени гласачки ливчиња и бројот на употребени ливчиња заедно се поголем од вкупниот број на избирачи на тоа место. Ист случај се повторува во Брвеница. Избирачко место 2047, збирот на гласови и неупотребени ливчиња покажува дури 100 ливчиња повеќе. Повеќе ливчиња од потпишани избирачи има и во Охрид, на избирачко место 1281 кроз 1. Во Охрид, на избирачко место 1261, регистриран е и случај каде потпишани гласачи има 371, а во кутијата се најдени 370 гласачки ливчиња, односно едно ливче е изнесено од гласачкото место. Ливчиња недостасуваат и во Прилеп, на избирачкото место 1521, каде недостасуваат дури 8 избирачки ливчиња. Продолжувам понатаму со регистрираните нерегуларности кои што се поднесени, за кои што се поднесени приговори до Државната изборна комисија. Во Шуто Оризари во Скопје на избирачко место 2967 кроз 1 констатирано е дека лице кое пристигнало да гласа увидено е од избирачкиот одбор дека некој веќе гласал место господјата, односно таа веќе била потпишана, односно имал некој ставено подпис на незино место. Во Пласница, избирачко место 0277 кроз 1, има глас повеќе од бројот на потпишани, а исто лице со идентичен подпис се има подпишано на повеќе места за повеќе гласачи, односно има случај на исти лица да гласале за повеќе мина. Во Радовиш, на 4 лица им е дозволено да гласаат, но тие не се подпишуваат во избирачкиот список. Во општина Центар во Скопје, на избирачко место 2859, направена е груба злоупотреба од заменик председателка и членка на избирачкиот одбор, со тоа што постојано во текот на изборниот ден го прелистувале списокот на избирачи пред нив, ги регистрирале тие што не излегле да гласаат и потоа податоците со име и со презиме на тие што не излегле да гласаат ги пренесувале до определени центри телефонски и со СМС пораки. Иако имало реакција од член на избирачкиот одбор, тоа не му било дозволено да влезе во записникот,
па подоцна тој го пријавил до Општинската изборна комисија во Центар. Инаку станува збор за предпознатливо име и презиме на член на избирачкиот одбор, кој што е јавен, гласен поддржуваш на политиките на СДСМ. Продолжувам понатаму. Во Сараево, Скопје, има случај на гласање со искинато, па лепено избирачко ливче со селотеип, со што се нарушува тајноста на гласањето. Почитувани, овие претседателски избори ја покажаа сета злоупотреба на државните институции и неспособноста на СДСМ да одржи фер и демократски избори. Изборите, ќе се послужам со зборовите на Стево Пендаровски, искусен во изборни нерегуларности, кој веле дека нерегуларностите и инженерингот не се прават само на изборниот ден, туку на тоа се работи претходно 364 дена. Се работи за системски нарушувања на изборниот процес. Токму тоа го покажа и вториот круг на претседателските избори во Македонија, полнети кутии, гласање за други, недозволено агитирање, подкуп на изборниот ден, злоупотреби на државните ресурси. Очекуваме приговорите да бидат констатирани, а јавното обвинителство да се одважи и да постапи согласно надлежноста за настани од вонредно значење, како што се изборите. Тука и би подсетил дека и ОПСЕ ОДИХР во својот прелиминарен извештај има забележено нерегуларности, односно злоупотреби на државните ресурси, како и случаи на регистриран подкуп на гласачи. Ви благодарам